Лани, задоволни земјоделци во државата немаше, а песимизмот се прелеја и во што туку започнатата нова година. Само во првиот квартал од годината што измина, земјоделците претрпеа загуби помеѓу 20 и 40%, што беше доволно колата незапирливо да тргне надолу. Токму колата што оди надолу на улица ги изведи лозарите и тутунарите, во најава со оризарите, а да имаше на кој да ги остави стадата, патиштата ќе ги видеа и сточарите. Глобалната криза ги продлабочи проблемите во земјоделието и таа покажа дека малите производители се најранливи. Тие истовремено мораат да се борат со пандемијата, затворањето на продажните канали и намалената потрошувачка. Вели Васка Мојсовска од Националната федерација на фармери. За волја на вистината, протести на иста тема има секоја година, но короната земјоделците ги нареди во најдолгата досега колона на незадоволство. Сиромаштија народа нема пари. Ние сме од Кочанско. Ориз произведуваме. Утепаани го оризо немаме ништо немаме. Оризо е 20 динара, нема ни 20, 15 динара арпата, белио е 50 динара, ни 50 нема. 45 динара. 40 динара. Нема утепаане, немаме. Ептенте така крепелеме некако. Тоа е тоа. Нарушување на пазарот има многу, но производството не смее да запре, а таму каде што треба државата ќе интервенира со 150 милиони евра. Најави министерот за земјоделие Аријанит Хоџа. Но, дали државните интервенции можат генерално да го решат проблемот на земјоделието кај нас? Тука произлегува веќе она што било добро на оваа територија, да може повторно да се адаптира на новите климатски услови. И ова е многу значајно што ќе го потенцирам. Власта, државата наша, во моментот или оваа влада на Република Северна Македонија мора да посвети внимание на водоснабдувањето на секоја регија. Ставот на последниот соговорник го потврдува и статистиката која вели дека во првиот квартал лани извозот изнесувал 135 милиони евра, што е за 10% помалку од претходната година. Во меѓувреме расте увозот на храна и тоа за 4,4% или за 11 милиони евра повеќе за само 3 месеци.